Мој гостин во студиото е Лјупче Почивалец, градоначалник на Радовиш. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдовте. И веднаш ја отвораме темата со првото прашање. Ќе кажам дека општина Радовиш донесе одлука да ги ослободи младите брачни парови до 35 години од плаќање комунали. Меѓутоа, мене прашањето ми е што беше главниот мотив за воведување на оваа мерка за млади брачни парови? Да, благодарам на прашањето. Општина Радовиш веќе ја донесе мерката која што со посебен правилник го уреди начинот на користење на оваа мерка од страна на општината. Која е главната причина? Причините се две, кои што еве можеме да ги издвоиме поглавни, а тоа се најде начин да ја овозможиме нашите млади брачни парови да направат собствен дом во општина Радовиш и да останат овде, да го продолжат својот живот и животните активности. И секако втората точка, тоа е развојот на стопанството во општина Радовиш, меѓутоа и регионално, па и на ниво на држава, со тоа што ќе зголемиме поголем број на градби и со тоа ќе имаме поголеми нормално економски бенефити за компаниите кои што ги имаме во Радовиш и во регионот. И всушност од ова што го кажавте, практично ова иницијатива е дел од една поширока стратегија на општината за задржување на младите токму во општина Радовиш. Така е, значи ние и општина Радовиш, меѓутоа еве и другите општини, за жал се соочуваме со тоа што ние сите најмалку посекуваме, а тоа е во изминатиот период еве пред се повеќе иселување на младите. Кој би бил нашиот чекор кој што треба да го направиме, а да го спречиме колку можеме толку овој екзодус на младите, тоа да се обидеме на било кој начин, секако да успееме да ја овозможиме на младите брачни парови, да и олесниме животните активности во нивниот живот, така да еве една од мерките и да можат да изградат собствен дом, во кој што општина Радовиш ги целосно ослободува од плаќањето на надоместок за уредување на градежно земјиште или познат меѓународот како комунали. Убаво е да кажеме за гледачите и сите оние кои што не се информирани, кои се конкретните услови кои што треба да ги исполнат младите брачни парови за да ја добијат оваа поволност. Меѓутоа ќе ви дадам и едно подпрашање. Условите се да се до 35 години, но вие ми дадовте информација дека може само едниот брачен партнер да биде до 35 години, а другиот може да биде постар. Така е. Значи, условите се секако да е државјанин на Република Македонија и жител на општина Радовиш, да нема собствен имот за домување и двајцата брачни парови, да немат ниту едниот, ниту другиот да нема на собствено име семеен дом, и секако барем едниот од двајцата брачни другари да нема наполнето 35 години. Дали е тоа, навидум првично беше дали границата треба да биде 30 или 35, меѓутоа сепак со времето и текот на времето кој што го имаме денес, сепак младите се покасно се одлучуваат за склучување на брак и од тие причини еве таа граница од 30 се подигна на 35 години. И затоа сметаме дека е точно доволно како возраст која што би ги задоволила критериумите за да се искористи оваа мерка. Уште една информација која што ќе биде добре дојдена за сите заинтересирани е тоа на какви објекти се однесува ослободувањето од комунали, изградба на нов дом, но дали на куќа, стан, зашто конкретно? Значи, конкретно станува збор за изградба на индивидуална семеен дом, меѓутоа се опфаќа и доградба и наградба на постоечки објекти, бидејќи еве, како пример, ако родителите живеат на една приземена семеен дом, ако младите брачни парови сакат да изградат уште еден кат, тие можат да бидат инвеститори на тој кат и истите да бидат ослободени од комунали за изградба на катот. Фактички тоа е за надградба. Или па изградба на нов дом кој што е на посебна парцела со сите елементи кои што го сочинуваат. Има и ограничување на квадратурата, дозволената квадратура за градење на собствен дом, но сепак не е мала. Да, моравме да мислиме и на тој дел, да ја ограничиме квадратурата, сепак тоа да биде и едно според нас нормално место за живење на едно 4-члено, 5-члено семејство. Квадратурата е ограничена на 120 метри квадратни нето корисна површина, која што сметаме дека е и такако доволна. А секако овде да напоменеме дека доколку инвеститорот сака да изгради и поголема квадратура,
од онаа кое што е предвидена со правилникот, може да ја не дека да ја се изгради, ограничени, да. Не се ограничени, а остатокот од квадратурата ја доплаќа по оваа редовна цена која што ја има донесено Советот на општина Радовиш за плаќање на комунали од метар квадрат. Колка финансиски бенефит реално добива едно младо семејство со оваа мерка? Па еве, јас во неколку наврати веќе реков дека можеби комуналиите во општина Радовиш не се на ниво како во некои општини во Република Македонија кои што имат исклучително повисоки комуналии. Во Радовиш комуналиите по метар квадратен се 30 евра или 1800 денари. Значи од 120 метри квадратни по 30 евра некаде можат да искористат максимум 3600 евра, кој што сметаме дека и текако како износ е добре дојден за секој млад брачен пар и истите тие средства наместо да ги плати на општината како комунали, да ги искористи во било кој друг дел во изградбата на својот сопствен дом. И она што е најважно, дали има интерес од страна на младите брачни партнери и колку апликации се поднесени до сега? Каков е интересот? Бидејќи одлуката е не повеќе од еден месец, значи донесена, веќе во општина Радовиш од страна на многу наши сограѓани млади се интересираат за постапката, а аплицирањето во системот значи за добивање на одобрение за градење, секако пропратено и со други елементи. На крајот се пресметуваат тие на доместокот за уредување на градежно земјиште и сметаме дека еве во овој период што следува, мислам дека ќе имаме една доволна бројка со која што ќе покаже дека сме донеле правилен избор при изборот еве на оваа мерка за субвенционирањето на младите брачни парови. И практично со сето ова што досега го кажавме, потврдивме дека ваквите политики навистина многу можат да помогнат во борбата против иселувањето на младите од општините во државава. Очекувате ли и вие лично како градоначалник на општина Радовиш оваа мерка да придонесе за поголема изградба на домови и останување на младите во градот? Така е, значи сепак мерката како мерка навиду првично изгледа дека е исклучително само за младите за да изградат свој сопствен дом. Меѓутоа ние рековме дека тоа рефлектира нешто сосема друго со поборувачката за изградба на индивидуални објекти. Повеќе отколку што е нормално. Значи, секогаш ќе бидат ангажирани повеќе градежни компании. Точно. Или градежната компанија 1, 2, 3 или 5 ќе добијат многу повеќе објекти за изградба. Со тоа ќе имат потреба дополнително да ангажират и работна сила. Тоа значи индиректно изголемен број на вработување во општина Радовиш, така да и тие млади еве можат на еден начин и покрај тоа што мерката би искористиле за ослободување на комунали, индиректно да се најдат и во тој процес на вработување во одредени компании каде што еве реално ќе има потреба од изградба на тие нови објекти. Значи мерката е добра за младите брачни парови, но таа има и посебно друга цел на подобрување на стопанството и секако зголемување на продуктивноста на компаниите во општина Радовиш, меѓутоа еве да кажеме и во регионот, па и во државата. И токму придобивките кои што ги кажавте од оваа мерка и за младите брачни парови и за општината, всушност доведува до потребата оваа мерка да се прошири и да се продолжи во следните години. Дали сте планирале такво нешто? Да, оваа мерка е донесена и не е ограничена со временско траење. Значи, ние ќе имаме еве еден период во кој што ќе ги покаже мерката резултатите, дали се добри, дали од нив ќе го добиеме потребниот бенефит или не. И сметам дека ќе биде мерката добро прифатена меѓу граѓаните и од тие причини мислам дека таа иста мерка ќе потрае еден подолг временски период во општина Радовиш. Покрај темата која што се однесува на субвенциите кои што општините ги даваат за младите брачни парови, тема која што ни е планирана за ова издание на емисијата, би сакала сепак вашето присуство овде во студиото во живо да го искористам да поразговараме малку за тоа што друго се работи во општина Радовиш за унапредување на животот на граѓаните кои што живеат во оваа општина. Па сакам да ве прашам во кои области најмногу се инвестира во моментов со цел подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Па да почнеме со инфраструктурата, таа е некако и најважна и најмногу се работи на тоа поле. Што е приоритет на општината? Станува ли збор за патна инфраструктура, водоводни системи, училишта, јавни површини, сето тоа што е тековно потребно за живот? Така е, еве ние кога зборуваме за младите и силувањето на младите, мора да кажеме и еден друг податок дека не секогаш
финансискиот дел е можеби и главниот мотив за исилувањето. Да, најголемиот дел од нашите сограѓани од тие причини, од економски можеби го барат подобро место на кое што можат да остварат подобри економски бенефити, меѓутоа секако и квалитетот на живот е многу битен сегмент, бидејќи имаме наши сограѓани кои што се прилично, да кажеме, добро ситуирани, со добри месечни примања и сепак се одлучуваат на чекор да ја напуштат општината или државата. Од тие причини секако дека квалитетот на животот е многу битен сегмент во кој што треба и се обидуваме да го подобриме. Во моментот имаме неколку капитални објекти кои што ни се во изградба и во тек на градба, секако и неколку инфраструктурни проекти. Инфраструктурата е секогаш, никогаш како да кажеме, проекти не завршуваат и не треба да завршуваат, затоа што постојано има потреба од напредување. Има потреба од проширување, а со проширувањето имаме потреба и од поставување на нова инфраструктура. Во моментот се гради градскиот пазар во Радовиш, кој што ни е некаде во завршна фаза, сметаме дека за едно месец, два најкасно би биле некаде со вопуштање да го пуштиме во употреба, нешто што на Радовиш со децении му беше потребно и сметам дека ќе имаме еден прилично убав градски пазар. Во тек ни е изградба и на еден мултифункционален културен објект во центарот на градот, Стоковната куќа, која што исто така ќе даде сосема друг сјај на градот, во центарот на градот, една голема зграда која што е со некаде околу 3800 метри квадратни, значи на подрум, приземје, кат и кров. Значи имаме реконструкција и на Центарот за култура, исто така овие два проекта ни се финансирани од државата преку Министерството за култура, а градскиот пазар ни е финансиран сопствено од буџетот на општина Радовиш. Инфраструктурата, повторно ќе кажам, е секогаш мета на граѓаните, секогаш ќе треба да се работи постојано и тоа се обидуваме паралелно покрај капиталните проекти кои што сметаме дека треба да ги направиме за да имаме поквалитетен живот во општина Радовиш. Инфраструктурата паралелно мораме да ја работиме континуирано. Финансиите се најважни за реализирање на проектите, но и битни за економската стабилност на граѓаните кои што ќе ја најдат својата екзистенција токму во општината. Па каква е соработката со бизнис секторот и дали има иницијативи за привлекување нови инвестиции и отворање на нови работни места за жителите во Радовиш? Да, во Радовиш знаете и вие сигурно дека најголемата компанија која што имаме е рудникот Бучим и таму имаме најголем дел од жителите на општина Радовиш како број на вработени, меѓутоа имаме и други компании со од повеќе сектори, наши сограѓани кои што развиват солиден и добар бизнис. Секако дека секогаш било која компанија што дополнително ќе отвори, ќе дојде во Радовиш, би било добродојдено, не само заради бројот на вработување, меѓутоа и со самиот тој чекор изголемува на стандардот на граѓаните. Тоа е исто така една од целите на општина Радовиш, секако да донесеме инвеститор, дали ќе е домашен, дали ќе е странски, кој што би можел да ангажира макар и 50 и 100 луѓе, сепак се бројка која што е незанемарлива и сепак, повторно ќе кажам, самото тоа го зголемува и пазарот на трудот, каде што овозможува изголемување на платите меѓу граѓаните на општина Радовиш. Би сакала да истакнеме дека Радовиш има своји препознатливи символи. Овде ќе почнам од гастрономијата и радовишкиот самун и татлија до природните убавини. А подоцна можеме и да го спомнеме и спортот, исто така еден белек на градот. Како општината ги користи овие потенцијали за развој? Да, ние повторно ќе кажам, имаме уназад неколку години кои што организираме една манифестација позната како Самунем Татлија, која што е исклучително посетена од страна на граѓаните и жителите на Македонија и сметам дека обично ја организираме периодот септември-октомври. Сметам дека и оваа година ќе биде во тој период, со кој што, повторно ќе кажам, покрај презентацијата на она што го нуди самата манифестација, повторно се гледа тој економски бенефит, а тоа е раздвижувањето на градот, посетители, гости кои што прават одредени
Значи, еве да кажеме, зголемена потрошувачка на било кој сегмент од она што го имаме како понуда во општина Радовиш. Бевте претходно гостин исто во оваа студио кога говоревме за спортот, за боречкиот спорт и достигнувањата на врвните спортисти од оваа област, па би сакала денеска да најавиме нешто што ќе се случува сега бргу. Да, еве спортот во Радовиш, разговаравме точно неодамна. Радовиш е од секогаш бил спортски град, така и не само борењето, него еве имаме и добра екипа во фудбал, имаме во ракомет, па и другите еве спортови сега индивидуални, да не ги поединечно спомнуваме. Сега кога сме конкретно на борењето, еве на 29 и 30 да најавиме дека во Радовиш ќе се одржи и 50-тиот поред јубилеен македонски бисер, кој што во Радовиш ќе биде 10 пати поред, а државен ќе биде 50 поред, и еве ги повикуваме нашите сограѓани и сите гости кои се сакат во борењето, кои што се љубители борењето, да ни бидат гости во тие 2 дена, на кои што, повторно ќе кажам, ќе присуствуваат повеќе од борачи од 20 држави од Европа. Ете како, на кој начин се користат потенцијалите кои што ги имате како општина и можност да се презентира, да се представи општината, но од друга страна пак и да се привлечат многу гости кои што ќе дојдат и ќе се запознаат малку одблиску токму со овој град и сето тоа што го има и што го нуди. Да, тоа е сепак мора да направиме една подобра стратегија во делот на промоција на општина Радовиш, со своите знаменитости, со своите белези. Ние како општина сме, еве, ќе кажам дека за мене, а сигурно и за сите мои сограѓани, едно прилично мирна, безбедна општина, која што спаѓа во групата на средни општини по големина, со околу 25.000 жители, и сметам дека е општина која што има потенцијал и има можност да се развива. Еве, ја имаме прекрасната планина Плачковица, го имаме Радовишко-Струмичкото поле, кое што не врзува Радовиш-Струмица. Имаме доста знаменитости и делови кои што можат да ги посетат и по населените места во Радовиш, меѓутоа и во Радовиш, да ја спомнам, еве, и ко секој храм верски е преубав, го имаме можеби и еден од најскапите верски храмови во Република Македонија, кој што е посетен секојдневно од страна на многу туристи. И тоа што можеби, еве, точно и фокусот на промоција на општина Радовиш, можеби треба да се фокусираме малку повеќе за поголема презентација со цел да привлечеме повеќе наши туристи од страна кои што ќе го посетат општина Радовиш. Освен можноста за поголема презентација, каде го гледате вие како прв човек на општината Радовиш за неколку години? Каква визија имате за развој на општината или кој е можеби вашиот најголем предизвик? Да, еве, ние веќе она што го имаме започнато како капитални проекти, сметам дека во еден краток период од најкасно една година, иако еве некои се кои што треба да завршите за месец и за 3 месеци едниот, меѓутоа еве стоковната куќа некаде до крајот на годината, сепак тоа што планираме да го направиме со одредени капитални проекти и инфраструктурни проекти, сметам дека Радовиш ќе добие сосема нов лик за некои 2-3 години од денес и мислам дека ќе имаме многу поквалитетен живот за граѓаните на општина Радовиш, значи во периодот кој што следи пред нас. И за крај на нашиот разговор ќе ја заокружиме денешната тема и би сакала да ја дадете вашата порака до младите кои размислуваат да го градат, односно размислуваат дали да го градат својот живот токму во Радовиш, зошто да го направат тоа? Па да, имат повеќе причини, пред се дома си е дома, што би рекле нашите повозрастни, и секако дека дома е многу полесно и чувството е полесно кога си дома. Меѓутоа еве можноста да ја овозможиме пред се на младите да можат да засноват работен однос со солидни примања за кои што може денес едно семејство да се однесува нормално, а сето тоа пропратно со елементите и за домот и за сето тоа што дополнително треба да се направи, мисламе самото со тек на времето и животот. Ние сме тие кои што на луѓето треба да ја обезбедиме што подобри услови за живот. Пред се, јас како градоначелник ќе се потрудам да овозможам
зголемување на бројот на работните места и доколку можеме да донесеме некоја компанија за отварање на дополнителни работни места, кои што повторно ќе кажам, ќе овозможат истите граѓаните да имат повисок животен стандард со зголемувањето на бројот на работни места, со тоа се зголемува и платите кај луѓето реално. Од тие причини, кога економскиот дел е позитивен, останатиот дел секако подобро се менаџира. Тоа што е најважно, најавите, плановите да преидат во реализација и секако граѓаните да ги видат конкретно реализираните проекти кои што директно ќе влијаат нели врз подобрување на нивниот живот. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Секако ја следиме вашата работа и се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе видите наши гости во општина Радовиш за едно кратко време на отварањето на овие објекти кои што веќе ги спомнав во емисијата. Секако.